Почитувани гледачи, гости сме во деловните простории на Нимет, ексклузивен застапник за штил во Република Македонија. Вие следите 20-та емисија од серијалот Гарден клуб Градини. Буксус или зеленика е род од околу 70 видови во семејството зеленики. Зелениката води потекло од Западна и Јужна Европа, Југозападна, Јужна и Источна Азија, Африка, Мадагаскар, најсеверна Јужна Америка, Средна Америка, Мексико и Карибите. Со тоа што најголемиот број видови се тропски или субтропски. Само европските и некои азиски видови се отпорни на мраз. Центри на диверзитет наоѓаме во Куба, околу 30 вида, Кина 17 вида и Мадагаскар 9 вида. Буксусот или зелениките се бавно растечки зелени грмушки и мали дрва, кои растат до висина од 2 до 12 метри, ретко и до 15 метри. Листовите се спротиставени, заоблени, ланцеолатни и кожести. Кај највеќето видови се мали, со должина од 1,5 до 5 см и широчина од 0,3 до 2,5 см, но до 11 см долги и 5 см широки кај Буксус макрокарпа. Цветовите се мали и жолто-зелени, со обата пола на едно растение. Плодовите се мали капсули, долги по 0,5 до 1,5 см и содржат по неколку мали семиња. Родот се дели на 3 генетски посебни одсека, секој од различен регион. Еден од Евроазија, друг од Африка и Мадагаскар и трет од Америка. Африканските и американските одсеци се генетски посродни од евроазискиот одсек. Зелениките често се користат како жива ограда и топијарија, а цврстото дрво, наречено шимшир, е особено вреднувано за дрворез и дрвени печати за печатење. Фактот што цветовите се незабележителни значи дека растението се одгледува за листовите. Зелениката особена примена наоѓа кај живата ограда, топијаријата и лавиринти во формални градини. Ако и се даде време, живата ограда може да порасне огромна. Меѓутоа често се кастри во мал формат, како кај познатите градини на Виландрискиот дворец во Франција. Скопската населба Зелениково е именувана по ова растение заради неговото изобилие во тоа подрачје. Зелениката традиционално се користела за изработка на белите шаховски фигури. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина.
дизајн. Изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D. Одгледува украсни билки, хортикултурно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини. Поставува системи за наводнување, мануелни и автоматски. Уредува и одржува канцелариски простории. Расадникот се наоѓа на патот кон селото Бардовци. Вистинско решение за вашите стари кородирани оџаци е трокомпонентниот систем на ođak.com.mk. Содржи огноотпорна и киселотпорна цевка, изолација од камена волна и надворешен термостабилен блок. Локација булевар Србија после надвозникот. Банеста, генерален застапник на Палаплас Грција, со најголем избор на делови за системи за наводнување капка по капка од програмите на реномираните брендови Рейнбирд, Хунтер, Галкон и други. Телефон 070 230 987. Алојс фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови. Изработка на алпинуми. Уредување на градини и останати зелени површини. Алојс фонтани. Македонска авангарда од 1991 година. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, се наоѓаме во една мала градина во населбата Лисиче. Во оваа градина бевме ангажирани за да реставрираме, односно да поправиме една фонтана, која собствениците решиле да ја направат, бидејќи имале еден проблем, односно имале проблем со пукнатината на зидот од оградата. За да го решат проблемот на пукнатината на зидот во оградата, решиле да направат една малечка фонтана, с која би била и украс во градината и едноставно би ја затвориле пукнатината во самата ограда, која настанала од инсталацијата на водоводната инсталација за чешмата. Меѓутоа, во обидот да направат фонтана, во првиот обид, направиле нешто што на многу не им се допаднало, бидејќи направена е фонтана која воопшто прво не била функционална, а второ и понатаму останал проблемот што пукнатината над зидот се гледала, но и самата фонтана ја испуштала целата вода. Ние бевме ангажирани за да го решиме овој проблем, па вие ќе видите, значи, низ нашите слики што беше направено во оваа градина, за да на крајот ние добиеме едно мало капче со вода, да ја покриеме таа пукнатина во зидот и самото место да го анимираме на начин кој ќе одговара према градината и
погледот на самата фонтана ќе ги задоволи, значи, желбите на луѓето кои живеат во оваа градина. Значи, ја изменивме позицијата на текот на водата, ја свртевме према погледот од ледниковето, односно од местото од каде што се гледа. Направивме целокупна реконструкција, односно ископавме ново езерце, го армиравме езерцето 2 пати, се хидроизолираше и, значи, ги запазивме сите професионални мерки, ги направивме за да добиеме, значи, нешто што не само што ќе биде убаво, туку ќе биде и функционално. На местото, значи, на површината која што ни беше дозволена и предвидена за фонтана, направивме доволно висока фонтана, направивме доволен тек на вода, што ќе ги задоволува потребите за да исполнува целата фонтана да биде со вода, да може да се засади на нешто на незе, да не биде изработена само од чисто голо од камен, туку да има и некои растенија кои нормално ќе функционираат и ќе живеат на самата фонтана. Се надеваме дека успеавме дел од оној простор што ни беше дозволен за работа да го преуредиме и да го направиме едно катче на вистина убаво за уживање на сите оние кои се посетители на оваа градина и нормално на луѓето кои живеат во оваа куќа. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, ја гледате рубриката Практични алатки, а сега ќе го видите прилогот за моторните пили. Моторните пили или синџирски пили се мощна практична алатка, чиј развој датира од пред скоро 1 век. Со оглед на фактот што дрвото е еден од најстарите репроматеријали,
Производителите на моторни пили децении наназад со својот развој постојано се трудат да ги направат што поудобни за користење, а во последно време и поеколошки, во согласност со законите и нормите за животна средина. Тие сечат со запчест синџир и работат на околу 14.000 вртежи. Тоа е сериозна машина, која, ако не се користи правилно, може да ја загрози физичката безбедност на корисникот. Затоа ракувачот мора да биде извежбан и строго да се придржува кон упатството за употреба. Постојат бензински и електрични моторни пили, од кои едните се наменети за работа во шума и на отворен простор, а електричните за градежнички работи и во затворени простории, каде не смее да има издувни гасови. Препорачуваме на сите корисници на рачните моторни пили да употребуваат квалитетни моторни пили од познати брендови. Кај нас најраспространети и најупотребувани се рачните моторни пили од светски познатиот бренд Штил. Тие го олеснуваат сечењето на огревното дрво со многу добра влечна моќ. Иновативната техника која ја поседуваат ги прави особено сиромашни со издувни гасови, тивки и ниско ниво на вибрации. Постојаното вложување во нови технологии, ергономија, екологија и нивните високи стандарди резултираат во производ кој со соодветно одржување во овластените сервиси може да се користи и 2 до 3 генерации. Есенска акција на моторни пили Штил од 25 септември до 25 ноември кај сите овластени трговци на Штил во Македонија. МС-180 со специјална цена од 12.990 денари. За сите останати модели купувачите ќе добијат вредни додатоци за работа со моторна пила. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Се прашувам како да почнам. Ке почнам нормално. Треба да ги пријавите вашите градини во нашата емисија во учество за најубава градина во серијалот Гарден клуб градини, а за тоа што ќе добијат најубавите 3 градини ќе гледате во следната емисија. Емисијата Гарден клуб градини објавува надпревар најубава градина 2012. Сите заинтересирани собственици на градини можат да се пријавуваат на телефоните 070-679-070 и 072-303-576. Пријавените кандидати ќе бидат посетени од нашата екипа, при што ќе бидат интервјуирани и ќе бидат снимени нивните градини. На крајот на сезоната во месец октомври ќе бидат одбрани 3 најдобри градини од страна на стручно жири. За најдобрите ќе следат и богати награди. Пријавете се за најубава градина 2012. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Почитувани гледачи, ние се наоѓаме во ексклузивниот салон на Нимет, кој е генерален застапник на Штил, светски познат бренд за моторни алати, кој реши второ и трето наградените градини во нашиот серијал да ги награди со овие прекрасни аксесориси за употреба во градините.
А сега да видиме што ќе добие најубавата градина во серијалот Гарден клуб градини. Се работи за една практична алатка од моделите на Штил, поточно електричната ножица за жива ограда Штил HSE 61. Покрај моторни апарати, Штил во својата програма има цел асортиман апарати кои се погонувани со електрични мотори. Голема предност на електричните апарати е тоа што се потивки, имаат помалку вибрации, не користат гориво, а машините се поедноставни за управување. Штиловите електрични апарати, како и моторните, се висококвалитетни машини, во зависност од моделот, наменети се за напредни домашни корисници или за професионалци. Електричната ножица за жива ограда HSE 61 има моќен мотор од 500 вати, тежи само 4,1 кг, а е многу тивка. Ножот е долг 50 см и има голем проред меѓу забите, 29 мм, со чија помош лесно ги одсекува гранките. Удобна е за работа, рачката е вртлива и може да се намести во 5 различни работни позиции. Вибрациите се на најниско ниво, а тежината е целосно избалансирана во двете раце, па така овој модел воопшто не е заморен за работа. Голема предност на овој апарат е тоа што може да се користи на места каде што бучавата е строго забранета, како болници, училишта, ресторани, хотели и така натаму. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина. Хорти Дизајн изведува современи идејни решенија и нивна презентација во 3D, одгледува украсни билки, хортикултурно проектира, изведува и одржува приватни и јавни зелени површини, поставува системи за наводнување, мануелни и автоматски, уредува и одржува канцелариски простории. Расадникот се наоѓа на патот кон селото Бардовци. Конечно Гламур, новоотворен ресторан специализиран само за свадби. Капацитетот 340 гости. Уствари, ресторанот толку е добар, што човек да посака да се ожени повтор пат со истиот избор. Да се разбереме, ресторан Гламур, на улица Првомајска, спроти цементарница Усија. Ресторан Гламур, свадбен ресторан. Банеста, генерален застапник на Палаплас Грција, со најголем избор на делови за системи за наводнување капка по капка од програмите на реномираните брендови Рейнбирд, Хунтер, Галкон и други. Телефон 070 230 987. Алојс Фонтани. Изработка на надворешни и внатрешни фонтани од природен камен и останати материјали. Изведба на водопади, реки и пондови, изработка на алпинуми, уредување на градини и останати зелени површини. Алојс Фонтани, македонска авангарда од 1991 година. Гледај Гарден клуб за доброто на твојата градина.
изработката на план во размер треба да се одбере убав и сув ден и да се има доволно слободно време. Треба да се има блок, 2 ролни за мерење, секоја со должина од 30 метри, потоа молив, гумичка, шестар, повеќе исправени колци и куки, со кои колците ќе се прицврстуваат на определени места. Помошта од уште едно лице значително ќе олесни работата. Кога станува збор за помал градинарски простор, планот може да се нацрта целосно, но ако станува збор за поголем простор, планот треба да се раздели на повеќе сектори и потоа да се спојат, за да се добие изгледот на целокупниот простор. Меѓите треба да се примерат и внесат во планот, а висината на граничните ѕидови, живи огради или огради да се запишат во нивните должини. Потоа треба да се одреди точната положба на градината во рамките на незините граници и да се внесе куќата и другите градби. Тоа се постигнува со мерење на оддалеченоста меѓу две определени точки на меѓата. Например, од аглите на градината, од вратите или од стеблата на дрвјата, па до определен агол или некоја друга точка на куќата. Со одредувањето на 3 или 4 такви точки околу куќата, точно може да се одреди вистинската положба. Терасите до куќата не е тешко да се измерат, проверувајќи при тоа дали се поставени паралелно со куќата. Ако не се, треба да се измерат и одстапувањата. Кога ги цртате елементите што се наоѓаат до меѓите на парцелата и од надворешната страна, морате да повлечете замислена линија од која ќе се врши мерењето. Ролната за мерење, повлечена директно меѓу познатиот детаљ и одреден елемент во градината, например, меѓу средишната влезна врата на куќата и оградата што се наоѓа до оддалечената меѓа, ќе представува основна линија на мерењето. Од таа линија, со друга ролна за мерење, утврдете ја положбата на деталите, како дрвјата, сончевиот часовник или шахтата, мерејќи под прав агол во однос на основната линија, и тоа на местото каде што се сече втората ролна за мерење. На втората ролна забележете го растојанието од местото на сечењето до деталите. Кога сте ја определиле основната мерна линија, сите елементи во градината може да се измерат со помош на координати лево или десно од таа линија. Ако имате голема градина, ќе треба да се определат неколку основни мерни линии. За определување на положбата на одделен осамен детаљ, например дрво на тревник, може да се примени тригонометриски метод. Рамните линии во внатрешноста на градината лесно се мерат и цртаат, додека за кривулест колски приод или леа со неправилна форма ќе треба повеќе време. Кога ќе заврши правоаголното мерење, треба да се соберат и другите податоци. Измерете ги и означете ги положбите на сите главни и споредни влезови на меѓата и сите врати и прозорци на куќата. Треба да се забележат и висините на сите елементи што го делат градинарскиот простор, како што се засолништата и живите огради, потоа висините и ширините на круните на дрвјата и висините на перголите и на лаковите. Промените на нивото на почвата исто така треба да се обележат. Тоа е особено важно за градинарските простори со многу неравни делови, бидејќи ќе упатува на потребата за изградба на тераси, поотпорни ѕидови, скали и слични градинарски елементи. Благите падини и незначителните разлики во нивото можат да се пресметаат релативно лесно, но ако станува збор за позначителни промени, задачата станува многу потешка. Затоа, во такви случаи е мудро да се побара стручно лице. Истото се однесува и за градина со голема површина, каде што тешко се изработува нацрт, па најдобро е тоа да се препушти на професионалец. Кога се собрани сите податоци и мери од теренот, може да се пристапи кон нивно пренесување на хартија. Планот што е изработен во премногу мал размер ќе биде тешко да се нацрта, а уште потешко да се прочита. Затоа, планот треба да се црта во што поголем размер за да може во него да се внесе секој потребен детаљ.
на хартија по коцки или на милиметарска хартија полесно се пренесуваат во планот мерите забележани на теренот, иако и цртањето со линијар на чиста хартија дава добри резултати. Се разбира, ако добро ја познавате таквата техника. План на градина што ги покажува сите постојни елементи може да биде нацртан во размер 1:100, но по прецизен план, например садење во внатрешност на леа, бара размер 1:50 или 1:40, заради поподробно одредување на растенијата. Кога употребувате хартија со коцки или милиметарска хартија, треба да донесете одлука колку квадратчиња од хартијата ќе представуваат 1 квадратен метар. Најнапред треба да се пресмета најголемиот размер што хартијата може да го прими, и тоа така што прво ќе се нацрта најголемиот елемент, па ако го собере на хартијата, ќе ги собере и помалите содржини. Милиметарската хартија обично се произведува во А формат. Гледај Гарден Клуб за доброто на твојата градина. Тоа беше се во 20-тото издание од емисијата. Следете на и следната сабота.